Почитувани присутни, почитуван господине Заев, јас сум Зорица Димовска, пензионер, активист, хуманист. Денес стојам тука пред вас за да ви кажам неколку зборови за животот на еден пензионер, за проблемите со кои секојдневно се соочува и се бори. Како технолошки вишок припаѓам на групата пензионери со мали пензии, од 9000 денари. Имам сопруг, имам 2 сина, сна и 2 внучиња, 1 внука и 1 внук. Ги школував своите деца со надеж дека ќе се вработат и ќе го подобрат семејниот буџет. Ама не е така. Едниот син е оженет, татко на 2 деца, работи по договор без да му се плати стаж веќе 8 години за 9000 денари. Работи без надеж за подобар живот и за остварување на пензија. Другиот син е земјоделски инженер, не е вработен, не е женет и бара шанса да оди надвор, а јас барам шанса тој да остане овде. Како пензионер, сакам да ви укажам дека пензионерите се најманипулираната група граѓани во Македонија. Власта преку пензионерските здруженија, особено Сојузното здружение на пензионери на Македонија, го уништува, го гази достоинството на пензионерите. Создава илузија дека пензионерите се среќни и задоволни. Со покачување од 5% на 2-3 години, да се возат бесплатно во јавниот превоз, да користат бесплатни бањи и, како што рече другарот, да се скијаат на шапка за викенд. Не благодарам. Како активист давам поддршка на многу граѓански иницијативи и протести. Во граѓанската иницијатива Аман бев прв потписник и предлагач за измени на Законот за енергетика. Аман собра 13.169 потписи. Меѓутоа, на парламентарната седница, оваа иницијатива беше без срам и чувство игнорирана, а јас без срам навредувана. Јас сега овде од новата влада барам да го чуе гласот на народот, да ги чуе маките на невработените, на вработените за кои не се плаќаат придонеси. Господине Заев, барам од вас да го чуете мојот глас, гласот на една мајка која бара шанса за своите синови, да останат овде во нивната Македонија. А јас, за останатите денови од мојот живот, денови, години, дај Боже, по сите маки како технолошки вишок, пензионер со мала пензија, да ги поминам мирно и достоинствено. Од оваа влада, од новата влада, барам секој да ја добие својата шанса. Сите да имаат шанса под ова убаво македонско небо. Јас, мојата пензија си ја заработив. Но не барам билостиња, барам да им се даде шанса на сите, на моите внуци, на моите деца, да ми се прати почита, за во мир и достоинство ги поминам моите пензионерски денови. Ви благодарам што ме сослушате и што ме поканите.